Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Комуналните предпријатија од Кочани и Винница ги привршуваат подготовките за зимско одражување на улиците и јавно-прометните површини во населените места. По набавката на сол и песок за посипување на коловозите се бара и фирма што ќе обезбеди градежна механизација за чистење на коловозите. Кочанското комунално предпријатие Водовод ги привршува подготовките за зимско одржување на улиците и другите јавни површини во градот. Во моментот тече рокот на тендерот за избор на фирма која ќе обезбеди градежна механизација за чистење на снегот и за посипување на коловозите со сол и песок. За оваа намена се предвидува да се потрошат околу 215.000 денари, а рокот за пријавување на заинтересираните субјекти кои располагаат со бараната механизација е до 26 ноември. Со оглед што минатата зима беа набавени 20 тони индустријска сол, а поради специфичните временски услови, дел од количините не се потрошија, тие ќе се искористат за оваа зима. Сепак, доколку во текот на зимскиот период се појави потреба од зголемен број интервенции, дополнително ќе се набават нови количини абразивен материјал и индустријска сол. Слично како и во Водовод и во комуналното предпријатие Солидарност од Виница, при крај се подготовките за зимското одржување на улиците. Сега на управен одбор е усвоена програмата за одржување на улици и патишта за 2019 година, ќе иде на совет следнава недела. Имаме специјално возило Унимок, кое што го користиме за таа намена. Сол и песок, тоа е набавено од страна на општината, како што е редот, така да спремни сме за врнежот снег. Сол ни треба по наши пресметки околу 20 тони, а песок околу 50 кубни метри за просечна сезона. Сега зависи како ќе се погоди времето. За спроведување на зацртаните обврски, двете комунални предпријатија ќе користат дел од сопствената механизација. Според програмите за зимско одржување на улиците и локалните патишта, нивната обврска трае до средината на март идната година. Нова промена е направена кај скратените броеви за автотакси возилата, кои ќе се користат до нова година. Се работи за надополнување на постојните броеви со уште една цифра, а целата постапка треба да заврши до крајот на декември. Од средината на овој месец започна примената на новите законски одредби за употреба на скратените телефонски броеви за автотакси превозниците. Наместо досегашните 4-цифрени, тие стануваат 5-цифрени, иако на такси компаниите им е овозможено да ги задржат истите броеви. Единствена новина е што помеѓу броевите 1 и 5 од првата група се додава цифрата 3, па наместо вообичената постапка за избирање 1-5, сега ќе мора на телефонот да се избира 135. Броевите од втората група што се карактеристични за секоја такси компанија одделно остануваат непроменети. Според информациите од такси компаниите во Кочани, новината веќе е стапена во сила и започнато е со промена на налепниците и таблите на возилата. Со оглед што граѓаните се уште не се доволно информирани за измената на броевите, до крајот на оваа година во употреба паралелно ќе бидат и старите и новите скратени броеви. По тој рок, такси по телефон ќе може да се повика само со броевите 135 од првата група и останатите два броја од втората, без при тоа да се избира повикувачкиот број што е карактеристичен за регионот, како што е 033 за Кочани. Од такси компаниите додаваат дека се работи за минимална промена во практика, но дека за нив тоа е дополнителен трошок, со оглед што по неодамнешното прилагодување на возилата со жолто-бела боја, сега мораат повторно да поставуваат налепници и нови табли со новите броеви. За разлика од промената на скратените, ќе нема измени во повикувањето на такси компанија со користење на досегашните броеви на мобилните телефони, односно тие ќе функционираат постаро. Училиштето во Блатец по трет пат меѓу најеколошките училишта во Македонија. Сребрениот статус го дели само со уште 3 деветолетки во државата. Не треба приказни. Сработените дела од влезот до излезот на училиштето ја раскажуваат екосторијата на основното училиште Кочо Рацин во Блатец. Речи си да нема катче, ќош во училниците и ходниците, од кој не зрачи екоапел, но не се само изработките. Многу поважни се сите акции кои учениците ги спроведуваат во текот на годината за подигање на колективната екосвест.
сребреното ниво се добива понизо од критериуми. Значи, нашето училиште ги следи 7 чекори на екоменеджмент, од формирање на екоодбор, правење на анализа на состојбата во училиштето и секако изработка врз основа на таа анализа план на активности до реализација на самите тие активности. Минатата година успешно реализиравме повеќе кампањи и акции и тоа секако го документиравме и ни носи поени на некој начин да ги исполниме тие критериуми за да го добиеме повторно сребреното ниво. Сребреното ниво го доделува ОХО, организација во Македонија, инаку е од интернационален карактер. Пресудно се сите точки, значи мораме да ги реализираме сите 7 точки, сите 7 чекори, се става акцент дали има заштеда на енергија, заштеда на вода, треба да прикажеме. Исто така го селектираме, рециклираме отпадот. Многу важно е да се одржат повеќе работилници и акции со учениците како би ја подигнале нивната еколошка свест. Нашето училиште на 2 години имавме можност дел од учениците да учествуваат на екокамп. Исто така добивавме мали награди за учениците во вид на екопакети. Потоа добивме грант кој што го искористивме за обновување на училишните чешми и да поставиме клупи. Сребрениот статус носи придобивки, но и обврски за сите, бидејќи сепак крајната цел е добивање на зеленото знаме. Следните чекори носат уште повеќе работа. Мора да се изнајде начин да се штеди вода и енергија, да се собира и продава отпадот, всушност да се повторат сите 7 чекори и да се надградат истите, додаде Деана Киева. Со овие сертификати училиштето добива предност за аплицирање за грантови, како и за учество на различни конкурси, од кои овие 70 ученици имаат различни придобивки. Книгата Афоризми, обесена на врат на авторката Ленче Стојменова, беше промовирана во библиотеката Искра. Любителите на хуморот и сатирата имаа можност да слушнат интересни афоризми на кои се смееја до солзи. Во библиотеката Искра во Кучани пред љубителите на убавиот пишан збор и хуморот и сатирата беше промовирана збирката Афоризми под наслов Обесена на врат на Ленче Стојменова. Промотор беше афористичарот Миле Ѓоргиовски. Водител Марина Гоцевска, афоризми од книгата читаа Лупка Стојменова и Жаклина Филипова Свеќаровска. Авторката Стојменова истакна дека оваа промоција и воопшто целиот ден бил создаден за уживање и смеа, а смелост е жена да пишува афоризми, додаде Ленче. Тоа беше промоција на книгата Обесена на врат, афоризми на само една тема, мојот сопруг. Верувам дека таква книга друга нема, а по нашето истражување и навистина се покажа дека нема. Можеби тоа е затоа што многу малку се жени што пишуваат афоризми, а уште помалку жените немаат храброст да пишуваат афоризми за своите сопрузи. Благодарам на сите што оваа вечер дојдоа, што ме направија уште посреќна и што овој настан го направија да биде настан за паметен. Во мојот афоризми се наоѓаат сите теми што може да ги понуди светот, а оваа вечер зборуваме само на една тема, афоризми на тема мојот сопруг. На промоцијата присутните ги поздрави директорот на установата Коце Стојменов, а на афоризмите кои беа прочитани, публиката се смееше на глас. Сопругот на Ленче беше задолжен за музичкиот дел. Сликарот и автор Наташа Радосавлевиќ од Србија оствари средба со учениците од Средното општинско училиште Љупчо Сантов. Настанот е дел од активностите на манифестацијата Арт варијации Стари поток 2018. Авторката од Србија Наташа Радосавлевиќ на средба со учениците од гимназијата Љупчо Сантов го представи своето творештво и своите 3 книги во кои пишува за љубовта, но направи и спој меѓу уметноста и поезијата, бидејќи истата авторка е и уметник и сликар. Средбата е дел од манифестацијата Арт варијации Стари поток, што се одржува во Кочани во организација на Сдруженијето за култура, наука и уметност Стари поток. Денес е 5-ти ден од меѓународната културна манифестација Стари поток, Арт варијации 2018 и денес имаме средба закажано со учениците од Средното основно училиште Љупчо Сантов со поетесата која што е наша гостинка на манифестацијата Наташа Радосавлевиќ Нар.
Таа се представи со своето творештво пред учениците, објаснувајќи го спојот помеѓу уметноста и помеѓу книжевноста и како таа успешно успева тоа да го спои и да направи одлични песни со своји илустрации. Ова е всушност и последната активност од меѓународната културна манифестација. Деновиве уметниците ги твореа своите ликовни дела. Еве и поетесата денес завршува со средбата, со предвидените средби со учениците. Па натаму очекуваме дека наскоро ќе имаме изложба од самата културна манифестација, односно ќе бидат изложени ликовните дела на уметниците кои твореа. Утре е завршниот дел од манифестацијата Арт варијации Стари поток, кога ќе бидат испратени гостите уметници од Србија, Бугарија и Македонија, кои во претходните 5 дена твореа и сликаа во библиотеката Искра. Нивните дела ќе бидат изложени пред кочанската јавност. Од Кадар до Врева е настанот во кој ќе бидат проектирани 8 краткометражни играни филмови изработени од страна на студенти од Филмската академија при Универзитетот Гоце Делчев Штип. Истиот ќе биде реализиран во Домот на културата Тошо Арсов во Виница. На 30 ноември во Домот на културата Тошо Арсов во Виница во 19 часот ќе биде организиран настанот Од Кадар до Врева, во кој ќе бидат проектирани 8 краткометражни играни филмови, изработени од страна на студенти од Филмската академија при Универзитетот Гоце Делчев Штип. По завршување на проекциите, концерт ќе одржат групите Ана О и Ю. Филмовите обработуваат најразлични теми кои ги среќаваме во нашето секојдневие. Дел од ликовите може да ни послужат како пример за подсетување што значи да се биде храбар и дали вреди да се биде дрзок во момент кога треба да се превземе контрола врз сопствениот живот. Со овие филмови ќе се подсетиме на силата на поединецот, на тоа како да се признаат направените грешки, како да осознаеме за изгубеното време и многуте пропуштени прилики. Но на крај ќе се запрашаме што сме сега и што сакаме да бидеме во иднина, се вели во описот за филмовите. Во филмовите играат актерите Ирена Илиевска, Жарко Спасовски, Долорес Поповик, Висар Вишка, Емилија Мицевска, Филип Трајковик, Виктор Арев, Иван Дуковски, Весна Димитрова Бобевски, Слободанка Чичевска, Миле Вретеровски, Владимир Тулиев, Зорица Панчик, Марија Баркова и многу други. А на О се кочанско виничко трио 2:1, кое музички варира од меланхонично болни погледи до испакнати вени од агресија. Чиста експресија која не нуди решение или излез од калта, но неуморно потсеќа дека е гадна и дека смрди. Овој концерт воедно ќе биде и концертна промоција на нивниот нов албум Гробот на еден робот, реализиран за Кран Рекордс. Ю се емо пост-хард рок тројка од Скопје, подготвена да ја истокне повторно својата душа на сцена. Марко Крстевски, Тејка Василевек и Ерик Омерагик ќе го промовираат годинешниот деби албум We Sing the Blues. Следува информацијата од спортот. Во деновите од викендот ќе се играат редовните кола во фудбалските првенства во машка и женска конкуренција, при што екипите од Кучани гостуваат. Осогово ќе патува во Делчево на средба со Брегалница сениори, а женскиот фудбалски клуб Кочани во Битола против Атлетико. Кошаркарите на Баскет Дино во Крива Паланка ќе играат со истоимената екипа во рамки на втората кошаркарска лига Исток. В недела ќе се одиграат надпреварите од 13-тото коло во првенството на третата фудбалска лига Исток. Фудбалерите на Осогово ќе играат во Делчево против домакинот Брегалница сениори, екипа која сезонава игра со променлив успех и во моментот е на средината на табелата. Иако и кочанскиот третолигаш не игра солидно и во нападот и во одбраната, поради што загуби и неколку надпревари, сепак со малку повеќе спортска среќа и користејќи ги неуспесите на директните конкуренти, се наоѓа на првото место со 3 бода разлика пред Овчеполе од Свети Николе. Токму тоа треба да биде мотив повеќе за жолтосините против делчевчани да покажат поцврста игра и да постигнат што поповолен резултат за мирна разврска на есенскиот дел од сезоната. Надпреварот на стадионот во Делчево ќе се игра в недела со почеток од 13 часот. Викендов се игра и 12-тото коло во првенството на првата фудбалска лига во женска конкуренција.
ЖФК Кочани ќе патува во Битола на средба со Атлетико, кој досега имаше слични резултати и се наоѓа веднаш зад кочанскиот женски прволигаш. По минато неделната убедлива победа од 11-0 на домашен терен против тимот на Плачковица од Радовиш, нашите фудбалерки ја подобрија бодовната состојба и сега се наоѓаат на 10-то место. Евентуален успех во ова коло ќе им овозможи искачување за една позиција погоре. Во правенството на втората кошаркарска лига Исток, викендов ќе се игра 7-то коло, во кое Баскет Дино ќе гостува во Крива Паланка против истоимената екипа. Во моментот и двата тима имаат идентичен број бодови, но поради подобрата кош разлика, гостите од Кочани се 2 места погоре во однос на домакините. Сепак, тоа е само привидна предност, што не треба да им даде надеж на кошаркарите на тренерот Сашо Лазаров дека ќе имаат лесна задача. Особено што веќе 2 кола поред тие немаат постигнато победа, па предстојното гостување е од пресудно значење за натамошниот пласман на екипата во есенскиот дел. Во моментот Баскет Дино има 7 бода и се наоѓа на 8-та позиција на табелата. Средбата со Крива Паланка ќе се игра в недела со почеток од 15 часот. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Ви посакуваме пријатен викенд. Довидување.